Половина од водоводите во руралните средини се под надлежност на Виничкото комунално предпријатие Солидарност. Директорот Игор Спасовски вели дека преземањето оди постепено, а и дел од селата не сакаат да им се преземат водоводните системи, со цел да не плаќаат сметки за вода на предпријатието. Кога ќе имаат проблеми со водоснабдувањето, како што беше случајот со селото Истивања, тие веднаш доаѓаат кај нас, ние го отстранаме проблемот и луѓето само иницијативно бараат од нас да го преземеме. И се разбира, ние ќе го преземеме тогаш. Иако имаме законска обврска да ги преземеме сите селски водоводи, сепак малку осетлива таа тема и не можеме ние одеднаш да ги земеме сите, да кажеме законски е така и ќе им ја земеме водата, бидејќи се очекуваме да има реакција од населението. Водоводите во селските средини, доколку не се под ингеренција на комуналните предпријатија, се соочуваат и со проблемот да имаат загадена вода, односно квалитетот да не биде задоволен. Во текот на летните месеци во ваквите села низ Источна Македонија често се појавуваат и одредени заболувања, за кои центрите за јавно здравје информираат да не се користи водата од одредени села. Во Виничкиот крај остануваат уште две поголеми села на кои водоводната мрежа не им се контролира од комуналното предпријатие. Останува да се преземе само село Градец и село Лески, додека ги презедовме Истибања, Јакимово. Во Блатец има посебно комунално предпријатие за селото Блатец. Во иднина не знам како ќе биде, на кој начин ќе се реши тоа. И остануваат помалите населени места кои што се и пооддалечени од градот Виница. Спасовски вели дека жителите на одредени села веќе имаат интерес нивните водоводи да бидат контролирани од предпријатието. Очекува 2/3 од селските водоводи да бидат под нивни ингеренции.